Почитувани, ви посакувам Божи благослов. За денес ќе зборуваме на тема за сеачот. Излезе сеач да сее. Во оваа парабола или споредба за сеачот, Исус јасно кажува дека секое срце е одговорно само за себе. Тука не дава простор да се помисли дека тој прво треба да подготви добра почва, за да падне семето на добра почва. Текстот вели, тоа е запишено во Евангелието според Лука 8 глава од 4 стих натаму. Текстот вели: откако се собра големо мноштво и кога луѓе од сите градови дојдоа при него, им рече во парабола: излезе сеач да сее свое семе. И додека сееше, едно падна покрај патот и го изгазија и небесните птици го исколваа. Друго пак падна на камен, изникна и се исуши, зашто немаше влага. Друго падна меѓу трње и трњето растејќи со него го задушија. А друго падна на добра земја, изникна и донесе стократен плод. Кога го рече тоа, извика: кој има уши да слуша, нека слуша. А неговите ученици го прашаа: што значи оваа парабола? Тој пак им рече: вам ви е дадено да ги знаете тајните на Божјото царство, а на другите им се даваат во параболи. Така што гледајќи да не гледаат и слушајќи да не разбираат. А оваа парабола значи: семето е Божјото слово, Божјиот збор. Оние покрај патот, тие слушнале, потоа доаѓа ѓаволот и им го зема словото од нивните срца, за да не поверуваат и да не се спасат. На камен се оние кои штом чујат, со радост го примаат словото или зборот, но ни тие немаат корен, веруваат некое време, но отпаѓаат во време на искушение. Паднатото меѓу трње, тоа се оние кои слушале, и кога ќе си отидат, ги задушуваат грижите, богатството и животните уживања, и не донесуваат зрел плод. А она на добрата земја, тоа се оние кои ќе го слушнат словото, го чуваат во добро и чисто срце и донесуваат плод со трпение. Како прво, срце што никогаш не се воодушевува на Божјото откровение. Срце што никогаш не се топи и не смекнува. Никогаш и со ништо не се привлекува, ниту се заплашува од Бог и неговиот праведен суд. Кога некој таков човек и со такво срце ќе слушне, тоа му е одвртно и се однесува крајно инфериорно кон пораката, па дури може и да си ги затне ушите или да побегне и да не сака да чуе ниту еден збор од она што му го проповедаш. На таквите луѓе, Библијата вели, ѓаволот им го граби или им го зема доброто семе од нивното срце. Втората категорија, тоа се срца што примаат радосно, но многу површно. Таквите луѓе со радост и желба слушаат, но за жал многу површно. Нивните чувства се допрени, но нивната совест е неискрена. Нивните срца се скаменети и непроменливи. Нивната христијанска радост е, така да речам, парадирање и слична на некоја шоу програма, зашто не е поврзано со вистинскиот интерес, туку со надворешни постапки кои на самиот почеток или старт изгледаат дури поактивни од вистинските христијани. Потоа имаме преокупирано, загрижено срце. Каква е таа категорија? Срцето е од нешто спречено и заробено во овој свет. Може тоа да биде богатство, грижи и разни други задоволства. Тие им даваат на привремените работи вечни обележија. Толку ги ценат земните нешта што е незамисливо да го променат начинот на нивното живење. И четврто, имаме подготвено срце. Срцето е сериозно на таквите, искрено, благодарно. Зборот е примен со чиста и искрена намера.
со потполна доверба без сомнеш во Божите пораќи. И затоа плодот ќе биде сигурен и видлив. Но, има 3 главни обструкции и една вистинска вера за спасение. Првиот слушател е религиозно неопределен. Тој е надвор од религијата и не сака да се занимава со неа. Неговата намера е да се спротивстави и да ја одбие што подалек од себе и да не размислува за Божите вистини. Таквите луѓе што не се определуваат религиозно се замислуваат за многу способни луѓе, кои се убедени дека религијата ќе ја потиснат и ќе го намалат нејзиното значење, за да го истакнат својот успех и престиж во животот. Сите што одат против својата совест се сопнуваат на својот пат. Тие своите дела ги прикажуваат за многу важни и значајни за овој живот и се задоволни само со нив. Библијата оваа појава ја нарекува ѓаволско влијание, кое сака да ги спречи луѓето за да не дојдат до вистинското место што им припаѓа. Јуда беше спречен да го следи Исус поради тоа што дозволи ѓаволот да влезе во него. Кога ѓаволот ја преземе контролата врз човекот, наизглед се чини дека човекот има голема победа, па дури може да дејствува и како победник. Но таквите луѓе одат се подалеку, така што на крајот и штетат на својата душа за секогаш. Тоа е првата обструкција. Вторите слушатели се оние слушатели што со голема леснотија го примат зборот, Словото Божјо. Или многу лесно во своите мисли го признаваат зборот. Тие радосно го примат, но многу бргу бега од нив. Тие можат да направат одлука за да го примат зборот, но немаат понатамошна сила да го спроведуваат или да останат во него, да издржат на патот по кој тргнале. Почетокот им е многу свеж, но не можат да издржат до крај и им станува неподнослив, за да продолжат да го следат истото темпо. Постојаноста на крајот е христијански триумф, а не почетокот. Нашата љубов се испитува преку искушенијата што ги имаме на почетокот. Овие луѓе немаат длабоко чувство, за да може да ја вршат праведноста на Божјото откровение. Тие христијанството го доживуваат како некоја фантазија или како некоја новост која им причинува задоволство. Кога ќе се соочат со жалост и искушенија, повторно доаѓаат на својата прва позиција. Се разочаруваат од христијанството. Каква е таа промена и каква е таа непостојаност што ја гледаме во човечките срца? Третата категорија или таквите срца се грешни и широко потопени во материјалниот свет, во работата, плановите и желбата за овој сегашен живот. Тие не му даваат место на зборот да расте во нивните мисли за другиот свет. Тие се потопени во светскиот гнилеж и се интересираат само за овој свет, за овој живот, бидејќи се премногу окупирани со сегашниот свет. Зборот им представува помалку вреден и ефективен за да го практикуваат во секојдневниот живот. Нивната грижа е исклучиво за земните потреби. И на крајот, вистинска вера. Вистински слушатели, тоа е четвртата категорија за оние луѓе кои се разликуваат од оние претходните и кои даваат доволен плод. Секој според своите способности и дарови. Тие не се окупирани со богатството од овој свет, ниту од грижите за овој свет. Тие се потполно предадени на Бог и ја знаат прекрасно својата вера. Тие му служат на Бог, бидејќи се наново родени преку Светиот Дух и преку Светиот Дух му служат на Бог, бидејќи имаат и нов живот и се наново родени целосно од Бог, бидејќи Светиот Дух направил нов живот во нив. Таквите што се спасени, ја очекуваат блажената надеж која ќе се исполни со доаѓањето на Господ Исус Христос од небото. На Бог нека му е слава и чест во сите векови. Амин.